Јована, климатските промени влијаат врз сите аспекти од нашиот живот, но големо влијание имаат врз земјоделството и врз производството на храна. Изминатиот период сведоци сме на суши, на поплави, на топлотни бранови, сето тоа влијае врз стабилноста на земјоделското производство. Токму на оваа тема утрово разговараме со професор доктор Тошо Арсов, редовен професор на Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, воено и продекан за наука, соработка со стопанството и развој. Професоре, колку дождливи денови ни се потребни за стабилно земјоделство? Конкретното прашање треба да го разгледуваме малку пошироко, не како бројка, колку денови. Секој ќе каже да, во рете 200 дена се доволни. Меѓутоа, не се само како бројка. Многу позначено е количеството на врнежи што паѓаат за тој период и уште позначено е нивниот распоред. Велиме, ако имаме 800 мм воден талок годишно, од тоа најмалку половина да биде во текот на вегетацијата и со добар распоред, тогаш можеме да зборуваме за стабилно земјоделско производство без наводнување. Но стабилното земјоделско производство подразбира да ние не се ослонеме само на природата, туку да обезбедиме можности во оние критични периоди да наводнуваме, да се бориме против, односно да влијаеме, да го намалеме влијанието на овие негативни. Ги споменавме и климатските промени. Како климатските промени влијаат врз земјоделското производство? Климатските промени, ако велиме сега, се малку комплекс. Еве да речеме, сега имавме релативно добра пролет, врнежлива и скоро цело лето, пробувам да се присетам, така некаде околу 10-15 јуни беа последните врнежи или некаде 19, како и да е, почетокот на летото до вчера, завчера немавме врнежи. Меѓутоа, не беше само сушниот период. Дојдоа и високите температури, дојдоа сувиот воздух и високиот индекс на УВ зрачење. Сето тоа во комбинација влијаеше многу негативно врз развојот на растенијата, посебно во овој период веќе житните култури, кој ќе речеме житните, мислиме на пшеница, јачмен, рж, тие веќе завршуваа во тој период и се но за останатите култури, овошките, лозовите растенија, имаше големо негативно влијание овие топлотни бранови, овие високи индекс на УВ зрачење, дојде до сончев пригор, бидејќи кога ќе немате доволно вода, водата не е само како градивен материјал на растенијата. Таа го одржува тургорот и врши ладење на растенијата. Немаше доволно вода, висока релативна сончева радиација, дојде до пригор на листовите, па и на плодовите. Така да, конкретно, ова негативно влијае климатските промени и пролетните мразеви, појавата на ниски температури во пролет, па доаѓа до измрзнување многу често. Сето тоа има влијание. Да. Така. Професоре, голем број земји во светот започна со примена на дигитално земјоделство. Каде се наоѓа Македонија на тој пат? Нашата институција, Факултетот за земјоделски науки и храна, како водечка институција во образованието од земјоделието, го следи трендот светскиот и пробува да внесе нешто ново и кај нас, така да од оваа есен на нашите студенти, на нашите идни студенти, им нудиме можност да студираат токму на ваква студиска програма, бидејќи таа ја акредитиравме и сега ги чекаме првите студенти, од есента ќе започнат првите студенти да студираат на студиската програма Дигитално земјоделско производство, каде што ќе се обрати малку повеќе внимание и на тоа дигитализацијата во земјоделството. Професоре, за крај на овој наш разговор, што треба да се преземе за стабилно производство на храна, но и во однос на климатските промени? Системите, прво и основно за секое земјоделско производство е почвата и водата. Да се обрати внимание почвата и локациите, што се добри за земјоделско производство, да не се уништуваат, да не се пренаменуваат за
нешто што, не велам дека не е доходовно. Тоа доходовно може да биде на послаби почви, на лоши локации. Првин, да ја зачуваме почвата како медиум за производство на храна. Второ, системите за наводнување кои што постоеа да се ревидира, да се обнова, да се обезбеди доволно вода. Трето нешто, распоредот на културите. Воведувањето на нови култури, воведувањето на нови технологии, агротехнички мерки, помотехнички мерки, се со цел да влијаеме врз намалувањето на негативното влијание на овие климатски промени, односно да го задржиме производството и да го обновиме аграрот. Професоре, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам и на вас и на граѓаните на Македонија. Јована, разговаравме со професор доктор Тошо Арсов, редовен професор на Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје. Темата ни беше токму климатските промени, нивното влијание врз земјоделството, но и врз производството на храна.